Ако не се реши проблемот со одроните, жители од Истокот се закануваат со протести и блокади. Со подршка од над 100 граѓани, најавено е формирање на иницијативен одбор за свикување на властите да го решат проблемот на патот Делчево-Кочани. Таму пред некој ден падна неколку тонска карпа која го блокираше патот, а можеше да биде причина и за сериозни сообраќајни несреќи. Дел од потписниците на иницијативата преку Facebook статуси го искажаа својот, но и револтот на нивните истомисленици околу деценискиот проблем со одроните кај Истибања. Ова не е прв пат да се случува. До пред месец дена имавме карпа која седеше на патот цели 3 години, пошто конечно се решија да ја тргнат, но ете некој повторно ни испраќа порака, а таа е дека тоа што истата ќе се тргне не значи дека проблемот е решен. Ова е магистрален пат на кој се движат студенти, ученици, луѓе кои работат на страна, превозници на стоки, бизнисмени, политичари, наши соседи од Република Бугарија или со еден збор сите ние. Не смееме да дозволиме да се случи трагедија, па повторно сите да го кренеме гласот. Моите сограѓани од Делчево се видно револтирани и бараат решение, бидејќи не се сигурни во тоа дека се безбедни кога се движат по овој пат. Затоа решивме да формираме иницијативен одбор кој ќе ги повика надлежните институции што побрзо да го запрат одвивањето на сообраќајот, но не до поттргање на самата карпа, туку до целосно решавање на овој проблем. Проблемот нема да се реши со тоа што ќе се тргне една карпа, кој гарантира дека утре нема да падне друга. Напиша на својот Facebook профил делчевскиот пожарникар Лоренцо Трајановски. Во текст е комуникација со жители од Каменица, Виница, Пехчево и Кочани за заедничко делување. Граѓаните се подготвени да протестираат секојдневно, се дори овој проблем не се реши. Ако тие не планираат да го решат, тогаш ќе блокираме и патишта низ целиот источен регион, се додека не се изнајде трајно решение. Се работи за нашите животи. Велат од иницијативниот одбор од Источниот регион. Во меѓувреме, градоначалникот на Виница најави итна реконструкција на алтернативниот пат кој води преку Бигла. Овој патен правец, некаде околу километар и 900 метри од двете страни на општина Виница и Делчево е проширен. Меѓутоа, ние заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме за целосно проширување на овој патен правец. Пред известно време договоривме со јавното претпријатие за државни патишта да овој пат го прошириме во целост. Тоа е некаде околу 14 км, од кои 8,5 км е на територија на општина Виница. Останатиот дел е на територија на општина Делчево. Инаку компанијата Гранит ги расчистува одроните на патот Кочани-Делчево, а од вчера се врши и минирање на распуканите карпи кои представуваат потенцијална опасност за нови одрони.